Александар Јосифовски од Звездите на Грант е моје денешно друштво без маска. Луѓето не знаат дека е страстен риболовец, денеска со него прво ќе ловиме риба. Здраво, фала ти што не пречека со трски, со се на твоја територија. Секогаш, да. Фала на поканата. Ти дури ги намести трските пред да се наместам, има и за тебе, има и за мене. И што диваме дека рибата која и да удри, ти ќе ја ваѓаш, така да, it's good. Like it. Седнаме? Може. Помина 2 недели некако од финалето на Звездите на Грант и во целата таа еуфорија ти уствари најде време да направиме едно кратко интервју за репортер. Дали имаше време да ги средиш малку впечатоците или се уште си под еуфорија? Па, дефинитивно влада еуфоријата се уште нормално и тие сеќавања како беше, што беше, све е свежо се уште. Но со тек на време и секоја работа изгледува, затоа треба да се фатиме одма за работа, што и да продолжиме онака напред со стилна музика нормално и тоа све што имаме во план да го реализираме и така. Дали ти беше криво што не победи во шоуто или на крајот на денот беше среќен што сепак стигна до големото суперфинале? Јако прашање, али самите две столици што се начекавме на двете столици, за мене веќе беше победа. Кога спомна второ пласираниот Сашо Попович ми кога кажа. Да, ги читаше гласовите. Да, ги читаш, нели, и прво почна од второ пласираниот. И викам, дали толку е можно да гласале толку? И стварно ево едно јавно фала на Македонија најмногу. Пред се ево ќе откривам, пошто тоа се откри веќе во Гранд онлайн порталот излезе, дека 69 и нешто илјади се од Македонија. Од 87 отприлика илјади гласови, што беа значи 69.000 се за тебе, тоа импресивна бројка. Да. Меѓутоа, ете, кога Саша почна да ги чита тие гласови, дали во еден момент си рече што ако сега го каже моето име, а не на Нермен? Она што се случи е за мене еден преголем успех. Самото снимање од првиот пат, значи од првото коло, тоа беше една облека која имав. Дојде мојот бенд исто. Снимавме прва Битанга и Принцеза, снимавме заедно. И тогаш беше таа еуфорија као да се снима тоа и тоа сосема доволно. Но од самиот почеток, само што влеговме во финале, јас мислам дека сите се осеќаа како победници некако. Така е голем успех да се стигне до тоа финале, големо финале, од толку многу народ. Ти дури не делуваше разочарано кога кажа дека си второпласиран? Воопшто не. Не се примети тоа? Тоа ти викам, самиот збор која спомна тој 87 е второпласираниот и некако како топлина дојде. Ти се наполни срцето. Да. И викам што и да е, ете за толку гласови, вистина би некој заплакал и во себе, ако не и од среќа, нели? Аме ви искрено, например, Звездите на Грант од почетокот, од кога почна шоуто да постои, некако важи за шоу кое што најмногу е фокусирано на фолк музиката и на пеачите кои што се посветени на фолк, на народна музика. Дали мислиш дека ако не беше рокер, можеби ќе гласаа повеќе за тебе? Не мора да значи. Тоа е моје мислење. Овај период сега баш доста се застапи доста друга музика во Грант. Тука е попот, рокот, мешавина, некоја така да е овие се модерна музика, New Wave на 21 век, е нешто што вистина ги оди и преку граници нормално на гледаност и слушаност. Така да постои комбинација и од народниот дел и од другите забавни делови, така да моje мислење дека чисто ете се изгласа народот нормално сепак она што си го сакаше. Така да